Почитувани граѓани, ви се обраќам во името на коалицијата Никогаш Северна Саво Македонија со цел да ви ја представам исклучително моќната економска програма на оваа коалиција. Моќта на оваа програма не се огледа во износот на финансиските средства што ќе бидат вложувани во наредните 12 години. Моќта на оваа програма е што основата нејзина и за реализацијата на оваа програма основата е исклучиво наша. Односно, се базира на сопствените природни богатства, природните убавини, финансиските средства и човечките ресурси. За што станува збор? Тоа е генерална стратегија за економски и инфраструктурен развој на Македонија, единствено од таков вид во овие 30 година во Македонија. Ја пишував цели 3 години и како резултат на тоа, во наредните 12 години ќе се вложуваат просечно секоја година по 6 милиарди и 750 милиона евра годишно, или вкупно за 12 години ќе се вложат 81 милиарда. Изворите на финансиските средства се исклучиво од наши средства и за тоа ќе зборувам во друга прилика. Врз основа на овие вложувања ќе ги изградиме собствена македонска автомобилска индустрија. Ќе изградиме метро во Скопје, ќе изградиме стотина хотели, ќе изградиме нов клиничко-едукативен и научно-истражувачки центар Македонија Мајка Тереза и многу други објекти. Како резултат на овие вложување, секоја година бруто домашниот производ ќе расте и ќе има пораст од 70 до 90%. Платите ќе имаат пораст од најмалку 30%, пензиите ќе имаат пораст од 18%, К15 од сегашните 150 евра ќе изнесуваат 500 евра, ќе се исплаќа 13-та плата во износ од 1,5 просечна плата и 13-та пензија во износ од 1,5 просечна пензија. Најголема придобивка ќе имаме во сферата на зачувувањето на нашите млади да не одат во странство, за чија цел ќе бидат изградени илјадници станови, ќе му биде понудена работа, ќе му биде понуден стан, а исто така тоа ќе го направиме и со оние кои што сакаат да се вратат од привремена работа во европските земји. Така на тој начин ќе има некаде околу, мислам, најмалку 20-30 млади кои што нема да заменат во странство, а толку ќе се вратат. Во програмата на еден исклучително таинствен начин постои и решение за враќање на нашето уставно име Република Македонија. Оваа коалиција во политичката нејзина програма е зацртано враќање на тоа име, бидејќи името Република Македонија е крајно незаконски, антиуставно и на криминален начин одземено. Тоа ќе го сториме на 15 јули со помош на граѓаните на Република Македонија и сметам дека оваа коалиција ќе биде меѓу победниците на овие избори и се надеваме дека истите ќе бидат поминати во најдобар ред.